Дали кај нас се зголемува бројот на пациенти заболени од рак, што значи навремена и квалитетна терапија, многу други прашања кои што сакаме да ги отвориме во продолжение. Повторно вклучуваме колешката Бисера Ловачева, која што разговара со доцент доктор Дева Петрова, специјалист по онкологија и радиологија. Добро утро за вас и повелете. Токму така, Роберт, добро утро и до тебе, добро утро повторно и до нашите гледачи кои редовно се вклучуваат на канал 5 и ги следат утринските теми. Да, токму така, како што каже и ти Роберт, 4 февруари е светски ден кој што се одбележува со цел да се подигне свеста за кога станува збор за оваа подмукла болест канцерот, но и да се поттикнат гледачите, граѓаните редовно да одат на прегледи и редовно да се открие доколку не дај Боже го имаат овој канцер со цел да се превенира што побрзо. Доцент доктор Дева Петрова, веќе ве најави и Роберт, специјалист по онкологија и радиологија. Зборуваме во овие неколку минути околу бројките, кој канцер е најчест кај нас, што во бројките се зголемува, се намалува заболувањето од канцер. Добро утро и на гледачите. Прекрасен ден, утро во сонце. Да. Можам да кажам дека малигните болести се уште се актуелен здравствен проблем, бидејќи се втор причинител на смртност, значи во популацијата после кардиоваскуларните болести. Најчестото малигно заболување во општата популација е белодробниот карцином. Потоа на второто место кај женската популација е карциномот на дојка, кај мажите е колоректалниот карцином и карциномот на простата. Можам да кажам дека овие три карциноми се практично најчестите малигни заболувања кај луѓето. Што се однесува до бројките, постојан е трендот на пораст на малигните заболувања, значи инциденцата или бројот на новооткриени случаи од година во година расте, но за среќа тој пораст не е драматичен. Така да на глобално ниво информациите што не ги дава Светската здравствена организација укажуваат на тоа дека во високо развиените земји посебно расте бројот на новооткриени случаи, но за среќа пак бројот на смртни случаи значи не ја прати таа стапка. Тоест рано се откриваат значи малигните болести, доколку рано се откријат тие може успешно да се лекуваат. Ова заболување не бира веќе старосни години. Сведоци сме и многу млади кои што го добиваат ова заболување, но и повозрасните. И позади камерите ве прашав зошто кога еден здрав организам, млад, спортува, не пуши цигари, не пие алкохол, заболува од овој канцер. За жал, значи причината за малигните болести е се уште непозната, конкретната причина. Постојат голем број на ризик фактори кои што може да доведат до појава на малигни болести. Она што ме прашувате кај една здрава личност, значи кај еден здрав човек, што е причината што може да доведе до малигна болест, може да биде некој генетски фактор, значи кој што тој го носи со своето раѓање, мутација на одреден ген, или пак да речеме одредени ризик фактори кои што во текот на животот довеле до некоја стекната мутација на одредени гени. Такви ризик фактори постојат значи многу. Тие се најчесто поврзани со стилот на живот, значи како живееме, како се исхрануваме, дали имаме физичка активност, дали имаме одредени лоши навики, значи претирана консумација на алкохол или пак пушењето. Да го спомнам како една од лошите навики, број еден причинител за појава на белодробниот карцином. Исто така одредени влијанија на средината, посебно она што е исто актуелно кај нас аерозагадувањето, потоа изложеност професионална на одредени хемиски фактори, значи зрачење и слично. И секојдневните стресови се вклучуваат. Тоа мислам тоа е дел од секојдневието, затоа и не го спомнувам. Не постои начин, мора сите да работиме на себе за да го избегнеме и тој ризик фактор, значи да сме спремни со ова темпо на живот што го имаме денес, како да се справуваме најлесно, да не биде што помалку стресно. Па тука ќе се надоврзаме нели спортувањето, хобито, некој кој што ќе релаксира после стресен ден. Сакав да ве прашам околу терапијата. Дали заболените од канцер ја добиваат правилно и редовно кај нас терапијата? Да, јас можам да кажам на одделот за онкологија и радиотерапија во болницата Аџи Бадем Систина, значи пациентите ја имаат целокупната достапна терапија.
за лекување, значи нови малигни болести, значи оние терапии кои што се регистрирани во нашата држава. За среќа исто така во последните неколку години има голем број на ново регистрирани лекови, значи нови лекови одобрени од Европската и Американската агенција за лекување на одредени типови на малигни болести, сега им се достапни на нашите пациенти, така да мислам дека апсолутно си ја добиваат терапијата која што лекарот ќе ја препише и која што е најсоодветна за лекување на соодветното малигно заболување. Значи, постојано на дневна основа излегуваат нови препарати, нови лекови, но се уште она што можам да го кажам што е поврзано со лекувањето е дека значително е продолжен векот на живот на пациентите со малигни болести благодарение на овие современи терапии. Така да постојат пациенти со малигна болест или проширена болест, метастатска болест, за кои што до пред некоја година, ако вкупното преживување беше рачунато, значи или пресметувано во месеци, сега станува збор за години. Такви се, да речеме, актуелниот малигни меланом или најопасниот рак на кожата, потоа исто така ке белодробниот карцином, кој што е најчестиот, за кој што порано немавме освен класичната хемотерапија достапни други современи лекови. Денеска имаме избор на имунотерапија, биолошка терапија или така наречени паметни лекови кои што делуваат токму на овие мутации за кои што претходно зборевме. Доктор Петрова, сосама за крај околу прегледите, кога е вистинско време да се појде на лекар? Зборуваме сега за здрава особа која што треба превентивно да направи преглед. На колку години треба да се направи еден целосен преглед на целиот организам, целото тело? Така. Ризикот од појава на малигните болести расте со возраста, значи не еден човек, така да над 50-та година е најголемиот пик на појава на малигните болести. Затоа се смета дека тоа е некоја граница каде што треба да се почне со тие редовни прегледи, како што се кај мажите или контрола на тој туморски маркер ПСА или простата специфичен антиген, уролошки прегледи еднаш годишно, кај жените се смета уште над 40-та, бидејќи се поместуваат со тек на годините границите, се смета дека кај жените и после 40-та година може да се почне со тие скрининг прегледи за рано откривање на карциномот на дојка, така да еднаш годишно е добро да се направи ултрасонографски преглед и мамографски преглед на дојките, потоа гинеколошки преглед. Значи треба како луѓе, како потенцијални пациенти да ги искористиме сите можности за рано откривање на малигните болести. Значи, ние како професионалци сме должни да им ги обезбедиме на пациентите диагностичките постапки да им бидат достапни, но пациентите се тие кои што благодарение на нивната здравствена култура и здравствено воспитување треба да се јавуваат на овие редовни прегледи. И нормално како држава, како заедница да востановиме програми скрининг, така да и некој пациент доколку не е толку дисциплиниран, знаеме ние дека дисциплината не е многу силна страна на сите, ќе бидат принудени на некој начин да дојдат на тие редовни прегледи. Значи, генерално за жените од 40-та година, за мажите после 50-та година. После 50-та година може да се прави во општата популација кај мажи и кај жени тест за окултно крварење во изметот. На тој начин можеме рано да го диагностицираме карциномот, да продолжиме со понатамошните диагностички постапки за рано диагностицирање на карциномот на дебелото црево, кој што рековме е на 3-то место по честотата на јавување. Доктор Петрова, благодарам за ова вклучување во живо и убаво објаснете и обширно одговорите. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Може многу да се зборува на оваа тема, имавме уште многу прашања, но останува редовно да правиме прегледи, барам тоа се советите, апелите од сите доктори за рано откривање на канцерот. Останете со Канал 5 и Здраво Македонија, следат интересни теми, секако коментарите на гледачите. Роберт, се враќаме кај тебе во студиото.